12 пратеници од помалите политички партии се со иницијатива за промена на изборниот законник. Наместо сегашните 6, предлагаат Македонија да биде една изборна единица, нешто кое Граѓанско-демократската унија на Петар Колев го предлага веќе подолго. Точно така, още од самото основање на Граѓанско-демократската унија, првиот фундамент, првиот пункт за кој што ние кажавме дека ќе се бориме ако добиеме довербата од граѓаните е промената на изборниот модел. Но не само тоа да биде Македонија една изборна единица, туку Македонија да се промени во тоа да има отворени листи. Зошто толку многу потенцираме, освен тоа да биде Македонија една изборна единица, да има и отворени листи. Бидејќи со отварањето на листите, позицијата на политичка лојалност ќе се промени. Избраните функционери во парламентот од страна на граѓаните ќе носат одговорност не пред нивните партиски лидери, а отворените листи ќе дадат можност граѓаните да ги избираат и тие ќе носат политичка одговорност пред нивните гласачи. Македонија една изборна единица е демократска предност за сите, смета и Стојанче Ангелов од Достоинство. Да, една од главните причини бидејќи со една изборна единица ќе се види реалната волја на македонските гласачи, но воедно верувам дека ќе дојде до демонополизација на најголемите политички партии, двете во македонскиот блок и двете во албанскиот блок. Доколку иницијативата на споменатите 12 пратеници и помали партии успее, тоа ќе значи дека најмалку 4 до 5 помали партии во парламентот ќе имаат од 1 до 4 пратеници, што пак истовремено ќе значи голема промена на соодносот помеѓу партиите. Сегашниот партиски бипол ќе биде разбиен во донесувањето на клучните одлуки, ќе учествуваат и помалите партии. Освен поголема демократија, Македонија една изборна единица ќе значи и живот за помалите, кои со години се приврзоци на големите партии, без при тоа да имаат можност за поинакво мислење.